Еве, 1 саат сме. Добро, окей. Благодарам, председателе. И ова благодарам со големо Б, бидејќи јас сум од оние четворица од редовите на ВМРО-ДПМН, имаме уште четворица колеги од СДСМ кои што многу е важно да стигнат до збор, имајќи предвид дека уште не распределуваат по комисии, бидејќи не се собира, не се состанува комисијата за избори и именувања. И цела оваа прилика по овие неколку дена каде што имаме со сати и сати работа, навистина не можеме да се произјасниме ни процедурално, ниту пак до збор да стигнеме, ми значи ова што ми го дадовте, исто така како што ми значи и присуството на господин Бистимовски вчера се искажа дека сред работа на комисијата имаат неодложни обврски, па се прилагоди целата комисија на неговото време. Еве денеска се тука повторно да продискутираме однос на финансискиот план на комисијата и повторно имавме огромен интерес. За жал, голем дел од колегите не се тука, а навистина што сакаат да учествуваат во расправата, да постават прашања, да добијат одговори, бидејќи јас и овие тука присутни колеги моравме да напуштиме од Комисијата за политички систем сред низината работа, јавниот обвинител беше таму, изгубивме можноста да продискутираме таму, да поставиме некои прашања директно до него, кои што се од исклучително големо значење и важност во нашето секојдневие, за нашата држава и за нашите партии, па и за нас самите себе си, со кој што ќе можевме понатаму да допринесеме уште повеќе, дали без оглед тоа дали е во однос на дискусиите што ќе ги имаме, дали се тоа предлози, законски решенија, амандмански расправи и така натаму. Така да, навистина работиме овие неколку дена, а се плашам дека така ќе продолжи во следниот период, бидејќи да, навистина условите се такви какви што ги наметна мнозинството во собранието и некоректно е со 5-6 комисиски седници и плюс дополнителни посети ние да имаме толкав распон на материјали, толкава тематика која што треба да разгледуваме, а што е и tekako важно. Така да, доколку нешто помишеме од терминологиите, без оглед дали е тоа од правото, енергетиката или културата, кој што стои на дневен ред овие денови, ве молам однапред да не ни замерувате. Пред нас е, како што кажавме, предлог од финансиски план за регулаторното тело за енергетика. И вака на прв момент, ако сублимираме и од досегашните искуства, првата реакција е што убави миракли за трошење. И онда ќе увидиме огромен буџет од кога е овој состав на комисијата, непотребни вработувања, трошоци за комфор и луксус и репрезентација и сомнителни консултантски услуги, така типичен пример за матрицата на тековната власт и СДСМ, иако би требало да биде независно тело, и би требало да биде независно од партиите, би требало да имаме членови кои што не се засегнати од партиите, не се под нивно влијание, дефинитивно скаја да не бидат нивни членови, функционери, со цел да работат во интересот на граѓаните, а не на определени политички групи или определени влијанија и интереси. И доста пати беше кажана објективноста, беше спомената во овие дискусии, единствена објективност ја што можам да ја послушам, најобјективни, доколку сакаме да бидеме најреални, токму во оваа сала. Мислам дека и председател беше поголем дел од колегите овдека присутни, имав и јас можност да присуствувам, тоа беше една комисија за одбрана, каде што во исти ден, во рок од неколку часа донесовме одлуки за не една, не две, три кризи во кои што функционира се уште државата, имаме потреби од четврти, од пета, но тоа во друга прилика. Така да целата оваа комплексна ситуација во која што или невозможни услови во кои што треба да екзистира компаниите и деловните субјекти, како и да живее еден нормален живот, еден просечен македонец, не е само да се посоши со прст кон комисијата за енергетика, него тоа се севкупните услови во државата, но и самиот состав на комисијата и самото нејзино работење е во функција на истата таа власт, во истата таа рамка, во истата таа матрица. Мене ми е жал што тоа морам да го кажам, се надевав дека господинот Бистимовски ќе обрне нешто внимание, посочи нешто и колегата вчера во неговиот говор, го игнорираше, еве јас сега ќе дозволите повторно да послушам, бидејќи моментот на партизирање на работењето не е случаен и се пресликува понатаму, како што ќе видиме и во самиот финансиски план, но да почнеме со ред.
Марко Бислимовски, председател на комисијата, кој доаѓа на ова место во јуни 2018 година, откога со новиот закон за енергетика, кој СДСМ го донесе во мај 2018, го разрешуваат претходниот председател пред истекот на неговиот мандат. Може би вие сте позапознаени, ја не бев тогаш дел од овој состав. Во истиот тој закон се наведува дека функцијата председател е независна и не спојува со други функции. Тоа подразбира и дистанцирање од политички партии, но токму овој председател не пропушта прилика да биде дел од енергетскиот тим на СДСМ. Ја покажа колегата, еве јас ќе му покажам повторно господинот Бислимовски во убавите простории на СДСМ, тие широки пространи, со убава екипа. Затемнети се лицата, не можам добро да проценам, он убаво се гледа тука, но другите не може да ги видиме, може да е меѓу нив да биде и неговиот братучет, Патем Кажано, координатор на советничката група во Карапош, директор на уште една установа, што е, мислам дека беше центар за странци, типично назначување од редовите на СДСМ, што значи дека не е изолиран случај, тоа има како фамилиарна определба за поддршка на владените политики и партијата на власт. Тука се разбира Атанаско Тунески, именуван за член на комисијата истиот ден кога и председателот Бислимовски, еден од најконтроверзните члени на комисијата, кој е во директна комуникација со поранешниот вице-премиер Андјушев, поранешен консултант за изработка на законот за енергетика, а како награда се претпоставува дека е неговото именување за член на оваа комисија. Некои велат дека тоа се директен студен интереси, консултант кој учествува во изработката на законот за енергетика, понатаму да биде член на истото тело. И се разбира да биде сликата комплетна, да биде баш како што треба. Неговата ќерка Ана Тунеска беше вдомена, сместена, не знам како да го соодветно го кажеме, во кабинетот на тогашниот вице-премиер Андјушев. Наташа Вилјановска, резултат исто наградена како Атанаско Тунески, пред да биде назначена за член на комисијата за енергетика, работела како кабинетски службеник во кабинетот на Андјушев. Дори била назначена за член на работната група за изготвување на законот за енергетика, истата екипа е тоа значи. Мора добро да ги спровела нарачките и истите да ги имплементира во самиот закон за енергетика, очигледно, бидејќи имаме целосен студен интереси, хроничен со заслуга, назначена за член на комисијата во исти ден со господинот Бислимовски и Атанаско Тунески. Имаме и тука и принскринови, ако сакате дополнително ќе ви ги доставам. Зборевме за ова, бидејќи расте самиот буџетот со формирањето на новој состав. Пованче Орцев веќе не е член на комисијата, лани мислам дека беше 2021 веќе во пенсија. Тој беше именуван за член на комисијата во 2017, веднаш што току СДС ја доби власта. Еве и негова слика, убаво си е заокружен, Заев, Шекеринска, останатите челници на СДСМ, да не докажуваме понатаму. Куштрим Рамадани е заменет од Лирим во моментов. Бе игнориран и затоа ги посечив овие работи повторно. Имаме и другите работи. Исто, со врвот на ДУИ, репрезент на власта. Навистина е тешко да не убеди некој дека телото ќе функционира навистина независно така како што е замислено и покрај тоа што јас верувам во високите професионални квалификации, но исто така треба да се запазат нормите и она што законот го предвидел. Иначе да Куштрим е одговорен за програмата за енергетика на ДУИ, ја промовираат заедно со лидерот на ДУИ Али Ахмети, вистинска независност на комисијата. Доскоро беше префрлен како директор на АД МЕПСО, а сега во надзорниот одбор на МЕПСО треба да провера, можеби треба да се ажурираат овие податоци. Андријана Нелкова Чучук, именувана за член на комисијата во јули 2019 година, со политичка кариера отпочната во СДСМ уште во времето на Бранко Црвенковски, кога се вработува во комисијата за енергетика. Интересно е што Марко Бислимовски, Наташа Вилјановски и Андријана Нелкова Чучук се вработили уште од почетокот со самото формирање на комисијата во времето на владењето на СДСМ од 2002 до 2006,
а тоа е времето, како што знаеме сите, кои ги донесе најголемите последици во енергетиката и кога СДСМ го направија најголемото зло во Македонија со продажбата на дело за дистрибуција на електричната енергија од Електростопанство на Македонија или во јавноста она што беше промовирано како бомбона бизнисот, уште некоја фотографија од средствата за јавно информирање, кое што е достапно за сите што сакаат подетално да се запознаат или доколку некој има сомнеш во ова што го збориме. Андреј Тасев во 2021 е најтасе сега, член на комисијата, доаѓа на место на Панче Орцев, кој преходно кажавте замина во пензија. Андреј од Дојран, дипломиран машински инженер, собственик и управител на фабрика за амортизери и резервни делови од Нов Дојран. Предложениот член бил советник на СДСМ во 2 мандати, не во еден, во 2 мандати во општина Дојран. На изборите во 2014 година бил кандидат и за пратеник на листата од СДСМ во 4-та изборна единица, а исто така моментално и член на Централниот одбор на СДСМ. И можеме да идеме понатаму. Јасно е какви профили и во какви услови функционира комисијата. И не е ни чудно што ги имаме вакви показатели за работењето и не е ни чудо што денеска имаме предложени пред нас највисок износ на расходи од формирањето до денеска. Вкупните расходи, потребните средства за исполнување на планираните обврски во 2022 година изнесуваат 91.742.689 денари. Тоа е зголемување од 15,86% во однос на претходната година, односно во однос на одобрените расходи за софинансискиот план од претходната година. Тоа е практично една од ретките ситуации кога имаме зголемување поголеми од зголемувањето на цената на струјата досега. И како што кажав претходно, во натре ако разгледаме подобро, ќе видиме огромен буџет, непотребни вработувања, двојно зголемени од претходниот период, трошоци за комфор и луксус, репрезентација и сомнителни консултантски услуги, одлика на владењето на оваа власт, а не би требало да биде така, зашто си имаат своји надлежности кај што треба да се фокусираат. Ја само ќе нафрлам в делот со печатарските услуги. Нетипично е зашто се идело на услуга за изнајмување, сега не навлегуваме во толкување на законот за јавни набавки и зашто претпоставувам отишла на таа варијанта со изнајмување наместо да се купат собствена опрема и основни средства. Патем кажано на 50 вработени, сега се двојно повеќе, биле 22 кога дошла комисијата, 49 се извинувам. Доаѓа некаде по 3 просечни, добри, квалитетни принтери по вработа. Да ги купиме само за една година. 5 до 6 илјади копии има од принтер, практично може да ги искористи вработениот и да се фрли ако треба тој принтер и да се донесе нов, комплетно. Или, верували или не, јас се обидов малку Јас се обидов во ова кратко време што го имаме, пошто трчаме од комисија на комисија, од тело на тело, нема време многу, но ете, дури и како расипник докажан како Шилегов, од негов договор што го направил, има за изнајмување на печатарски услуги, 0,5 до 0,7 им се движат цените по копија, што значи ние би требале да имаме околу 900.000 копии. Да не пресметувам сега со принтерите колку копии може да направат, значи тие вработени, ние навистина не знаеме што прават таму. Тоа се некои робовладетелски услови кои треба да седат над принтерот и само да штампаат. Се разбира, можеби затоа е логиката за да имаат по 83 евра дневно за кафе како награда. Но не се, а друго би требале да средуваат. Во суштина, комисијата има сосема други надлежности. Заради остварување на својата надлежност, регулаторната комисија за енергетика донесува. Тоа треба го работат, не да штампат по цели ден. Правилници и методологии за формирање на цени и тарифи за регулаторни енергетски дејности. Прописи и методологии за формирање на цени за нафтени деривати за горивата за транспорт. Правилник за условите, начинот и постапката и донесува одлуки за издавање, менување, пренесување, продолжување, суспендирање, одземање и престанок на лиценци за вршење на отделни дејности од областа на енергетиката. Правилник за начинот и постапката
за следење на функционирање на пазарите. Правилник за сертификација на оператор. Да, окей. Цело ти го прочитам. Правила за постапување по приговори и разрешување на спорови. Правила за определување на надоместок на штета што им е причинета на производителите и потрошувачите приклучени на системите за пренос и дистрибуција на енергија. Правила за пазарот на електрична енергија. Правила за пазар на природен газ. Правила за снабдување со електрична енергија, вклучително и снабдување со електрична енергија како универзална услуга и снабдување со електрична енергија во крајен случај. Правила за снабдување со природен газ, вклучително и снабдување со природен газ во крајен случај. Правила за снабдување со топлинска енергија. Одлуки за цени и тарифи, за регулирани енергетски дејности и одлуки за највисоките продажни цени на нафтените деривати на горивата за транспорт. Одлуки за издавање, менување, пренесување, продолжување, суспендирање, одземање и престанок на лиценци за вршење на одделни дејности од областа на енергетиката. Одлуки за доделување на статус на повластен производител на електрична енергија кој што се користи повластена тарифа. Одлуки за изземање од обврската за обезбедување на пристап на трети страни на водовите и инфраструктурата за пренос на електрична енергија и природен газ. Решенија за упис во регистарот на странски трговци со електрична енергија и природен газ. Решенија за упис во регистарот на повластени производители на електрична енергија кои што користат повластени тарифи. Одобрува. Мрежни правила за пренос и дистрибуција на соодветен вид на енергија, донесени од страна на соодветните оператори на системи за пренос и дистрибуција на енергија. Правила за работа на нафтовод и продуктовод. Условите за пристап и приклучување на мрежите за пренос и дистрибуција на енергија, во кои се вклучени методологиите за пресветување на надоместувоците за пристап и приклучување. Правила за балансирање на системите за пренос на електрична енергија, природен газ на предлог на соодветните оператори. Правила за координација и механизми за размена на информации при управување со загашување во електропреносниот систем. Правила за набавки на електрична енергија и природен газ за покривање на загубите во системите за пренос и дистрибуција. Правила за доделување на прекугранични преносни капацитети за електрична енергија и управување со загашувањата. Правила за доделување на преносните капацитети за природен газ и управување со загашувањата. Правила за доставување на информација од учесниците на пазарот на електрична енергија до операторот на електропреносниот систем. Да, важно е. Плановите за намалување на загубите во системите за дистрибуција за електрична енергија и природен газ. Важно е, господин Панчо, бидејќи немавме време овие да ги разгледаме. Добро, барем да ги наведеме, па после ќе можеме да продискутираме и за некој од нив. Бидејќи искочиме надвор од финансискиот план, па ќе можеме да прашаме по некој, можеби ќе има интерес и од другите да видиме каква е посветеноста. Да. Што очигледно не знаат. Не се брзаме, имаме време. Плановите за развој и планови за инвестирање во преносните и дистрибутивните системи, изготвени од операторите за пренос и дистрибуција на соодветниот вид на енергија. Одобрува програми за согласување донесени од операторите на соодветните енергетски системи. Го одобрува назначувањето на службеникот за усогласеност и одобрува извештај на службеникот за усогласеност за спроведување на плановите за усогласеност. Воспоставува и води исто така регистар за странски трговци за електрична енергија и природен газ, кои што можат да вршат енергетска дејност во Република Македонија. Воспоставува и води регистар на повластени производители на електрична енергија кои користат повластена тарифа. Исто така тие се задолжени за следење на состојбите и функционирањето на пазарите на енергија. Она што го дискутиравме преходно, малку подетално сега. Регулаторната комисија за енергетика го следи функционирањето на енергетските пазари со цел да се зајакне ефикасноста, конкурентноста и транспарентноста на енергетските пазари, да откриваат неправилности, нарушување на конкуренцијата и облици на нелојална конкуренција на пазарот, како и други активности на пазарите на енергија, спротивни со законите, другите прописи и обврските утврдени во лиценција за вршење на енергетските дејности. Исто така, заради ефикасно остварување на надлежност од став 1 на овој член, што го кажавме преходно, Регулаторната комисија за енергетика ги следи особено
исполнувањето на законски утврдени обврски на вршителите на регулирани енергетски дејности кои што се однесуваат на обезбедувањето на сигурност во снабдувањето со електрична енергија, природен газ и топлинска енергија. Функционирањето на пазарите на енергија со цел да се обезбеди нивно напредување и сигурност во снабдувањето со енергија, како да се обезбеди и недискриминација, и ефективна конкуренција, транспарентност и ефикасно функционирање на енергетските пазари. Тие треба исто така да се задолжени за примената на правилата за улогата и надлежностите на операторите на системите за пренос и дистрибуција, снабдувачите, трговците и потрошувачите и другите учесници. И сега, вака си отиде председателе господинот Беслимовски, ние требаше да го кажеме. Се извинувам. Добро, се извинувам. Добро, може би се сеќава дека една од работите на комисијата треба да биде и примената на правилата. Да, одлично. Се извинувам. Тогаш за мене го знае дека примената на правилата за доделување на прекогранични преносни капацитети за управување со загашувањата во системите за пренос на електрична енергија и природен газ, вклучувајќи ги интерконективните водови, врз основа на обврските на Република Македонија, преземени со ратификуваните меѓународни договори, се дел од надлежноста на комисијата. Она што е обременета, што не може да завршат 22, сега се 49, па имаат потреби од интелектуални услуги кои што треба да им помогнат и за овој дел. Исто така се надлежни и задолжени за примена на правилата за организирање на балансирањето на електроенергетскиот систем и правилата за организирање на балансирањето на системот за природен газ, а треба и да го следат и обезбедувањето на услугите за балансирање на електричната енергија и природниот газ. Имаат обврска и околу реализацијата на плановите, подготвени од страна на операторите на дистрибутивните системи за електрична енергија и природен газ, кои се однесуваат на намалувањето на загубите во соодветниот енергетски систем и доколку утврдат потреба, можат да ги ревидираат овие планови. Пристапот до мрежите на новите производни постројки за производство на електрична енергија, особено отстранување на препреките кои би можеле да го невозможат пристапот на новите учесници на пазарот на електрична енергија и природниот газ, произведени од обновливите извори на енергија. Задолжени се и за условите за пристап до капацитетите за складирање во системот за пренос на природен газ и другите системски услуги за природен газ. Употребата на приходите, остварени од управувањето со загашувањето во системите за пренос на електрична енергија и природен газ. Задолжени се и за употребата на приходите од надоместоците за пристап и приклучување на мрежи за пренос и дистрибуција на енергија и нивно инвестирање во одржливост на мрежите. Времето што им е потребно на операторите на системите за пренос и дистрибуција за приклучување и за отстранување на дефекти. Ова би после малку, доколку дозволите, ќе замолам малку да го продискутираме или да ни го објаснат, бидејќи веќе кога рекоа дека можеме да искошиме надвор од дискусијата за финансовиот план, ова е исклучително важна тема за дискусија, имајќи предвид колку негативни импликации има во секојдневието на граѓаните. Усогласеноста на работењето на операторите на системите за пренос и дистрибуција на електрична енергија и природен газ со правилата за сигурност и доверливост на системите. Навременото објавување на сите релевантни информации од страна на операторите на системите за пренос и дистрибуција, поврзани се на интерконекциите за користење на мрежата и распределбата на капацитетите на заинтересираните страни. Ова е важна обврска што ја има, односно надлежност што има комисијата, имајќи предвид дека крадевме струја од Европската унија, повеќе милиони, па мораше не искараат од таму за таа пракса да прекине или да се намали. Не знаеме точно, немаме достап до сите релевантни информации. Исто така, имаат обврски со нивото на транспарентност на цени за електрична енергија и природен газ на пазарите на големо.
промените на собственичката структура на вршителите на енергетски дејности, а особено на операторите на системите за пренос и дистрибуција на електрична енергија и природен газ. Примената на тарифните системи и пропишаните тарифи. Многу важна работа. Имаат надлежности за примена на условите и на доместоците за приклучување на нови производни постројки во мрежата. Работењето на носителите на лиценци во однос на нивните обврски, утврдени во издадените лиценци, вклучувајќи ги работите поврзани со прекуграничниот пренос на електрична енергија и природен газ. Појавата на ограничувачки договорни обврски, вклучувајќи и одредби за ексклузивност со кои може да се оневозможат крајните потрошувачи да склучуваат договори истовремено со повеќе снабдувачи со енергија или кои може да им го ограничат правото на изборот на снабдувач. Развојот и спроведувањето на краткорочни и долгорочни потикнувачки мерки се исто дел за операторите и корисниците на системот, со цел да се зголеми ефикасноста на системот и да се потегне интеграција на пазарот. Да. Го следи спроведувањето на мерките за заштита на правата на потрошувачите и на корисниците на енергетските системи од страна на операторите на системите и снабдувачите. Особено во поглед на нивото и ефективноста на цените на енергија за домаќинствата, начините на плаќање на сметките за потрошена енергија, исклучување на корисниците од системите, за доместотите за поправки и одржување на мрежите, приговорите, односно постапувањата по приговорите и по плаките доставени од домаќинствата, правата на потрошувачите да добијат податоци за собствената потрошувачка, како и обезбедување на информации за потрошувачите кои што се однесуваат на нивните права. Остварувањето на придобивките за потрошувачите кои произлегуваат од ефикасното функционирање на енергетските пазари, потикнување на ефективната конкуренција и од предвидените мерки за заштита на потрошувачите. Квалитетот на услугите кои ги даваат вршителите на енергетски дејности, вклучувајќи го начинот на кој се постапува со приговорите од крајните потрошувачи во согласност со одредбите на законот. Спроведување на обврските за водење на сметководство за лицата кои вршат една или повеќе регулирани енергетски дејности или една или повеќе регулирани енергетски дејности, друга енергетска дејност или друга дејност. Малку е ова конфузно, ќе можеме и за тоа да предискутираме доколку дозволите. Ефективно раздвојување на сметководствената евиденција во согласност со овој закон. Спроведувањето на програмите за согласување на операторите на соодветните енергетски системи со цел да се обезбеди недискриминаторност, транспарентност и објективност на функционирањето на енергетските пазари. Редовноста на објавувањето на податоци за состојбите во електропреносниот систем од страна на операторот, системот и нивното доставување до соодветните меѓународни тела. Инвестициите во капацитети за производство на електрична енергија во однос на сигурноста на снабдувањето со енергија. Задолжени се и за спроведувањето на заштитни мерки согласно член 14 од законот. Надлежни се и за спроведување на мерките утврдени во акцијскиот план за намалување на енергетската сиромаштија од член 15 од законот. Техничка соработка меѓу операторите на системите за пренос, операторите на пазарите на електрична енергија и природен газ со соодветните оператори од договорните страни и учесниците во договорот за енергетска заедница. Доколку при следењето на состојбите и функционирањето на пазарите на енергија во согласност со ставот 1 на овој член, Регулаторната комисија за енергетика утврди неправилност, донесува одлука со која се наложува преземање на соодветни задолжителни мерки, вклучително и забрана на конкретно однесување на вршител на енергетска дејност, с цел да се обезбеди сигурност во снабдувањето, ефикасно, конкурентно и недискриминаторно функционирање на енергетските пазари, како и заштитата на правата на крајните потрошувачи и корисниците на енергетските системи. Во одлуката се наведуваат мерките кои што треба да бидат преземени од страна на вршителот на енергетска дејност
како и роковите во кои треба да бидат преземени овие мерки и обврската за доставување на извештаи за преземените мерки. При вршењето на работите од ставот 2 на овој член, Регулаторната комисија за енергетика соработува со други надлежни државни органи и институции, како и со регулаторниот одбор на енергетската заедница, регулаторните тела за енергетика на договорните страни на енергетската заедница и со секретаријатот на енергетската заедница. Доколку носителите на лицензи не постапат по одлуката од овој член, Регулаторната комисија за енергетика отпочнува прекршочна постапка или поднесува барање за поведување на прекршочна постапка во согласност со одредбите од законот или друга постапка пред надлежен државен орган. И исто така може да започне постапка за суспендирање или одземање на лиценцата. Регулаторната комисија за енергетика донесува и правилник за начинот и постапката за следење на функционирањето на пазарите наведени во ставот 1 од членот. Врз основа на податоците и информациите, прибавени од следењето на состојбите на пазарите на енергија во Република Македонија, Регулаторната комисија за енергетика подготвува и објавува извештај за состојбите и функционирањето на пазарите на енергија како составен дел од извештајот од членот 36 на овој закон. Вршителите на енергетските дејности се должни да доставуваат до Регулаторната комисија за енергетика информации и податоци потребни за следењето на функционирањето на пазарите на енергија во Република Македонија на начин, во форма и во периоди утврдени со правилникот од став 7 на овој член. Регулаторната комисија за енергетика го следи развојот на конкуренцијата на пазарите за енергија на големо и на мало и предлага мерки до Комисијата за заштита на конкуренцијата и други надлежни органи со цел да се поттикне конкуренцијата и да се идентификуваат и преземаат мерки за отстранување на секој вид на нарушување или ограничување на конкуренцијата, како и да поведе постапки за случаи на нарушување и ограничување на конкуренцијата пред Комисијата за заштита на конкуренцијата. Доколку при следењето на функционирањето на пазарите на електрична енергија, топлинска енергија и природен газ, Регулаторната комисија за енергетика процени дека не постои ефикасна конкуренција, може во соработка со Комисијата за заштита на конкуренцијата, како и секретаријатот на енергетската заедница, да изврши дополнителни истражувања и да одлучи да се преземат неопходни и соодветни мерки со кои ќе се обезбеди унапредување на конкуренцијата и ќе се обезбеди ефикасно функционирање на енергетските пазари. Овие мерки можат исто така да содржат и наметнување на обврски за производителите на енергија, за задолжителна продажба на енергија или за возможување на правото на пристап до производните капацитети на заинтересираните снабдувачи за определен временски период. Голем број на обврски, огромен број на надлежности и вака некојаш влева и дори здраво почит, но тоа треба да се изработи. А вака вработениве немаат време, мора да печатат илјадници копии секој ден. И кажавме дека она што мене ме загрижи дека биле 22, сега се 49, и тоа е стриктно во мандатот на овој состав на комисијата, господинот Беснимовски од кога ја води. И една интересна појава е, во истиот период кога биле 22, 600.000 денари биле за интелектуални услуги, сега се 4 милиона. Значи имате една право пропорционална појава, како се зголемува бројот на вработените, така и се зголемува потребата на интелектуални услуги, односно со зголемиот број на вработени, како да го истиснуваат интелектот од работата на комисијата, па мораме да имаме аутсорсинг од факултетите. Немам ништо против, дефинитивно секој да се користат експерти, но дефинитивно како расте бројот на вработени, така не требаат и повеќе експерти, што е малку чудно. И да видиме тоа до каде ќе оди 4 милиона. Исто се толку и за службени патувања, беа спомнати неколку пати, во вакви услови, во време на енергетска, мигрантска, здравствена криза, ние да бидеме фокусирани на службените патувања, а при тоа ефекти немаме. Тоа го изуми преска, го нагласи господинот Беснимовски. Да, навистина, колешке, немам никаков проблем да се ангажираат и експерти, да се ангажираат и консултантски куќи, све доколку тоа
биде во функција на доброто на граѓаните, доколку даде резултати, доколку се соочивме спремни со кризата, доколку излезевме први од кризата. Но, наместо тоа да се направи, господинот Бистимовски нагласи, цитирам, ако треба нека се вратат и стенограмите од седницата, дека интелектуалните услуги, овие 4 милиони денари планира да се ги подели на своји пријатели. Така беше кажано. На своји пријатели 4 милиони денари. Така беше кажано. Се може да вратиме ако сакате. И исто така, дека сите оние консултации што се направени, интелектуални услуги, работата на вработените, сето тоа било навремено укажувано кон владата, институциите предводени од оваа влада и дека делумно било можеби нешто малку или нешто послушано, но дефинитивно немаме ефект бидејќи се продлабочува кризата. Самата комисија Председател Бистимовски, ја знам зашто предвидела 33% поскапа струја, има различни модели. Го поздравувам тоа што го спомна господинот Бистимовски, кога ќе искочат со сет на мерки, да се премедираат некои моменти, но да се преведира и дополнително уште поскапување на струјата. Добар беше предлогот со јавното предпријатие, ја би сугерирал така можеби, но она што е проблемот, што се чекаше до сега. Ако веќе постоеле мерки, предлози, сугестии до компаниите од слободниот пазар, како да се стигне до поевтина струја, зошто ги спуштив во овој период до сега? Дали укажувањата на јавноста, на експертите, на опозицијата, каде се укажуваше дека немаме никаков проблем, кога се бидеше пред реалноста, па понатаму се идеше кон тоа, кон лицитација на бројки, па не биле 20, не биле 30% изголемувањето на струјата, биле само 10, како 10% изголемување на струјата на ништо не значи во семејниот буџет на граѓаните. А сега точно и ефтината струја што се тоа се импровизација. А секоја импровизација ни се враќа назад како главоболка. И резултат на тоа не само директно, и индиректните фактори што ги имаме, ризикот од инфлаторната спирала, се рефлектира, како што рече колегата, во неговиот конкретен случај, 60% поскапа сметка за струја.